Сурет Текасур е 102 суре по реден број во Куранот. Ова куранско суре Алхакумут Текасур на некој начин ја отсликува состојбата на луѓето во денешно време. Вкупно има 120 букви. По оној кој ќе го прочита ова суре, а нема да му одземе повеќе од 1 минута, ќе спечели ке Аллах Джелле Джелалуху 1200 севапи. Пошто пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем рекол: "Мен қареа харфен мин китабилlah", кој ќе прочита една буква од Аллаховата книга, тој има едно добро дело кое се устручува до 10, па 120 по 10, тоа се 1200 севапи. Алхакум ат-такасур, вели Аллах Джелле Джелалуху. Алхакум ат-такасур, вели Аллах. Вас ве преокупира. Вас ве окупира нагомилањето, собирањето, натрупувањето. Како луѓето ги занесло тоа натрупување и собирање. Ат-такасур значи мноштво. Главна преокупација и главна грижа на луѓето денеска е кој ќе нагомила, ќе натрупа, ќе насобере повеќе богатство и повеќе деца. Алхакум. Меѓутоа, тие две работи во суштина не се лоши. Меѓутоа е лошо кога алхакум, лошо е кога тие ќе ве занесат. Аллах вели и ве занесе, и ве окупира. А кога човек е окупиран, тогаш тој нема да ја врши неговата задача која дошол на оваа земја, бидејќи е окупиран од друга работа. Алхакум ве занесе, натрупувањето. И затоа Аллах Азза ва Джелле спомнува во Куран во форма на предупредување и опомена: "Ја лазина амену ла тулхикум амвалукум вала ауладукум." О верници, немој да дозволите да ве одвратат или занесат или окупираат вашите имоти и вашите деца од Господарот Аллах субханаху ва таала. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. А кој дозволи натрупувањето, трката, преокупацијата, зафатеноста, само со овие работи, го одвратат од Аллах Азза ва Джелле. فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Тие се навистина оние кои ќе бидат страдалници, пропаднати луѓе и оние кои ќе бидат само уништени на ахирет. И затоа Мухамед салаллаху таала алейхи ва саллем го прочитал ова сура Алхакум ат-такасур. Пренесува имам Муслим во хадис сахих од Абдулла ибн Шахир радијаллаху анху, вика: "Атейту ан-наби ва хуа якрау сурату ат-такасур." Вика, дојдов кај пегамбер алейхи салату ва салам, а тој го читаше ова сура Алхакум ат-такасур хатта зуртумул макабир. Вас да преокупира нагомилањето, а наскоро ќе се населите во гробовите. Келла сауфа та'ламу, и наскоро ќе дознаете. Фумма келла, и на вистина наскоро ќе дознаете која била вистината и за која главна преокупација требало да се грижите на дуња. Па вели Абдулла ибн Шахир радијаллаху анху: "Атейту ан-наби", дојдов кај пратеникот саллаллаху алейхи ва саллем,
وهو يقرأ سورة التكاثر. Dojdov kaj pejgamberu sallallahu alaihi wasallam, a той го читаше и учеше и рецитираше сурatu Tekafir. I потоа рече пейгамбер саллаллаху алейхи wasallam: يقول ابن آدم مالي مالي مالي. Кога го прочитал ова сура пейгамбер саллаллаху алейхи wasallam, рекол човекот, синот на Адем, вели мали, мали, вели човекот само пари, пари, пари. Моето богатство, моето богатство, моето богатство. Ова пейгамбер саллаллаху го рекол во форма на критика, бидејќи човекот е преокупиран, заробен и роб на овие нешта. وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ. А вели пейгамбер саллаллаху, а ти човеку што имаш од пари? Она ма лебисте فأبليت أو أكلت فأفنيت أو تصدقت فأمضيت. Освен она што ќе го облечеш и тоа ќе се похаби, ќе се раскапи, ќе се побледе и ќе остане. Каква облека да купиш? Во почеток има сјај, има светлост и постепено со текот на време, со перење од сончеви зраци ќе обеле. Така е животот. Еу, екалте, или она што ќе го каснеш и тоа ќе го изфрлиш. Еу те саддекте фамдајт. Освен она што ќе го поделиш и поминеш, а тоа ќе ти излезе, тоа ќе ти излезе пред тебе. И затоа преокупацијата со богатство, значи кога преокупација, значи главна и финална цел на човекот да му биде само пари. А парите се средство, не се цел. Тоа значи дека човекот да го искористи она што му го дал Аллах, да ужива на ова дуња во граници и во рамки на Аллах што му дозволил. Човекот да спечели да не би бил понижен пред народ. Бидејќи пейгамбер саллаллаху вели во хадис Бухари: ла ан јахуз ахадукум хаблеху. Да некој од вас зема јаже и оди во шума, во планина, во гора и собере гранки, дрвја и отиде на пазар ги продаде. Тоа му е подобро мин ен, отколку да пружи рака на луѓето, а туху еу менеуху, дали ќе му дадат или ќе го одбијат. Нормално дека пейгамбер саллаллаху кажува за тоа време, да некој земе јаже и оди во шума. Во денешен речник и во денешно време, значи човек да земе и метла, да мети, да работи во комуналец и во јавна хигиена, тоа не е срам. Поголем е срам кој ќе застанеш на судни ден пред Аллах, а ти нема да имаш образ. Бидејќи образот си го изгубил. Бидејќи човек е горд. И кажавме во хадис од Сахл ибн Саат ас-Саиди ради Аллаху анху, спомнат во силсиле сахиха, рекол пейгамбер саллаллаху: "Ва иззуху истигнауха лин-нас." Верникот ќе биде јак, силен, независен, мощен, кога нема да има потреба од луѓето. Кога нема да има потреба да му пружи некој рака или некој да го моли. И затоа ова сура кажува реална слика дека Ал-Хакум многу мина од вас. Везане се борбата за поголем имот, за власт, за пари, за деца, хатта зуртум макабир, се додека ги населите гробовите. Кој ќе влезеш во гроб, ќе видиш дека, вели пейгамбер саллаллаху во хадис сахих, дека човек има тројца пријатели. Има тројца пријатели. Едните пријатели, кога ќе умреш, ќе ти земат шефи, ќе те припремат, ќе ти го отворат гробот. Другите пријатели ќе те земат, ќе те понесат на раменици, ќе те однесат до гроб и ќе те спуштат во гроб.
И едните пријатели ќе влезат во гроб со тебе и ќе останат, додека сите други ќе се вратат. Па рече пејгамбер селем, твоето богатство се тие пријатели кои ќе со тие пари ќе купиш шефин, ќе ти се отвори гроб, додека оние кои ќе те понесат на раменици, тие се твојата фамилија, роднина. Меѓутоа и овие и другите само до гроб. Единствен пријател кој ќе ти остане со тебе во гроб да те брани, да те штити, тоа се твоите дела. И затоа твоите дела се највредно нешто. Што вели еден исламски научник, Ајтел Карни, Аллах алем колку е тоа научно, ние зборуваме како што тој вели, Аллах знае најдобро колку е вистина. Вика, човек кога умира или му излегува душа, вика, очите му се живи уште 5 минута, срцето уште 10 минута. Значи може би има знаци на, значи вистински е потврдено дека човекот ќе умре, а ако умре, уште неколку дена косата му расте на неговата кожа. Значи човекот кој ќе умре, уште има некои процеси во телото. Па вика, неговото срце 10 минути живи. Значи живо има знаци, уште е топло, уште е живо. Неговата кожа уште 20 минути. Неговите коски во гроб 1 месец. Ама неговите дела, тие му се вечни. Тие никој пат не умираат. Никој пат не умираат делата што ќе ги направи човекот на овој свет. И затоа вели Аллах џеле џелалу во форма на предупредување. Келла сауфата, наскоро ќе го знаете. Како што вели Аллах во друго место за еден пејгамбер, وَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ. Наскоро овие зборови, курански зборови, наскоро кога човек ќе влезе во гроб, тогаш ќе ги свати и ќе ги дозне дека се вистина. Келла сауфат, а не чини така. Не чини така да човекот дозволи имотот и децата да те спречат од Аллах џеле џелалу. Напротив, тие треба да ти дадат помошници за верата во Аллах џеле џелалу. Помошници да ти помагаат, богатство да ти помогне, дојдеш наџелак да помогнеш, дете да те посети да биде ирлија која ќе прави дова за тебе, а не да те спречи и да те одврати од Аллах џеле џелалу.